Реализацијата на експресниот пат Штип-Радовиш е поделена во неколку подпроекти кои се важни за Штип, бидејќи се однесуваат на Клучката кај Три чешми. Ова денес го истакнаа пратениците на ВМРО ДПМН од Штип на пресконференција, каде меѓу другото ги представија новите активности на владата на Република Македонија, кои што се однесуваат на инфраструктурното уредување на источниот регион. Ова представува еден од поважните проекти за Штип, но исто така значаен и за цела Источна Македонија, бидејќи со него продолжува инфраструктурното осовременување на регионот. Ова е проект кој што ние како пратеници од Штип го ветивме на штипјани. Експресниот пат од Штип до Радовиш ќе биде во вкупна должина од 39 км со широчина од 11,4 метри. Реконструкцијата и проширувањето на постојаната делница Штип-Радовиш ќе биде во должина од 18 км, додека изградбата на нова траса во должина од 21 км до Радовиш. Освен на патниот правец Штип-Радовиш, пратениците дадоа зелено светло и за изградба на делницата Штип-Кочани. Наместо рехабилитација и реконструкција на постојниот магистрален пат А3 се донесе одлука која е уште попозитивна за нас, а тоа е да се изгради нов пат кој ќе биде полуавтопатско решение, односно експресен пат Штип-Кочани. Со изградбата на овие патни правци ќе биде од големо значење за патниот сообраќај, безбедност при патувањето, како и подобрување на економскиот развој. Сакаме да подсетиме дека освен овие два експресни патишта, интензивно се гради и автопатот Миладиновци-Штип во должина од 47 км и истиот треба да го поврзе Штип со главниот град на Република Македонија, а од тука и со Западна Македонија. Мицевски истакна дека заедно со владата предводена од ВМРО ДПМН дека ќе продолжат да работат на подобрување на условите за живот, како и секогаш ќе ги имаат предвид интересите и барањата на граѓаните. Додаде дека досега се реализирани низа проекти какви што Штип не памети.